Автономијата на специјалното јавно обвинителство и роковите предвидени со закон за негово постапување беа главните точки на кои расправаше работната група за реформи во јавното обвинителство, што денеска се одржа во Ману. Универзитетскиот професор Гордан Калајџиев смета дека роковите на постапување се најгорливиот проблем за функционирање на СЈО, а кои можат да имаат врска и со работата на регуларните обвинителства, барем според предложените измени на законите од областа на работата на јавното обвинителство. Мислам дека дури беше и грешка, објективно, што некои предмети СЈО со сите од ризик за толкувањето на рокот ги презема, бидејќи практично ќе ги застари и не ми е јасно зошто тие предмети, ако било и ФИОКа, не си ги продолжи редовното обвинителство. Мене ми беше логично СЈО да презема предмети кога редовното беше заробено. Кога редовното се ослободи, тоа не ми е јасно. За специјалната јавна обвинителка Катица Јанева дилеми нема. СЈО треба да остане автономна институција. Во однос на работата на специјалното јавно обвинителство, значи останува автономноста во делот на никој не може да се меша во барањето по обработувањето на предмети, но останува протокот на предмети како ќе биде, ние тоа го сметаме дека окей, доколку јавниот обвинител со надзорот кој го има врз специјалното јавно обвинителство, ако утврди дека некоја пријава е незадоволително работена, да ја одземе од специјалното јавно обвинителство и да ја предаде на редовното јавно обвинителство. Европската унија пак има спротивен став од Јанева. СЈО и обвинителството за организиран криминал порано или подоцна ќе мора да станат едно обвинителство со голем степен на автономност. Само така ќе можат да извршуваат својата основна задача, а тоа е гонење на организираниот криминал и висока корупција. Од денешната дискусија треба да излезат заклучоци кои работната група треба да ги достави до Министерството за правда, кое работи на измените на законите од областа на правосудството.